Така е, добро вечер и добре дојдовте во новото издание на емисијата Никој да не знае. И веќе знаете, никој да не знае освен јас, вие и нашата гостинка. Која е таа, ќе ви кажам со неколку реченици за неа. Прв пат ја запознав кога мојата другарка од средношколските денови се пензионираше. Не се вознемирувајте, немам 62, чисто да се договориме. Таа работеше во МВР, па знаете дека тие порано одат во пензија. Значи на незиното пензионирање таа беше онаа која што не забавуваше сите нас гостите и во тој миг слушнав дека е некој кој што учествувал тогаш на шоуто Никогаш не е доцна. Беше исклучително забавна, беше прекрасна на сцена, мислам, нели, на тој подиум кој што беше нејзин, и успеа сите да не стане, никако и да не натера да играме, што е веројатно нешто што треба да го имаш како дар од Бога. Втор пат пак ја запознав, вака по-детално да речеме, се запознавме повеќе, кога беше дел од онаа Никој како, која што ја водев со мојот колега Ненад Георгиевски, и тогаш си направивме и пред овакво самиот разговор во живо муабет и по разговорот и сватив дека е навистина човек кој што заслужува внимание. Пред се е убав човек, како велат нашите, нели? Човек во вистинска смисла на зборот, освен што има многу голем талент за кој што веројатно не е свесна ни самата. Јас се уште навивам дека треба да им се врати на забавните ноти, ќе видиме што ќе ни каже таа. Одлично плива во она што се нарекува народна музика. Има неколку нови песни кои што ќе ви ги представиме тука на сцената и ќе ни ги запее, ќе ни каже и дека колку што чув ќе прави нешто во однос на забавната песна, а незиното име и презиме е Јованка Јо. Здраво, живо и добро дојде. Здраво, Кате, добре најдов. Благодарам на поканата и благодарам на овие зборови, буквално многу ме разнежни. Да, и сега на вистина така мислам. Еве вака, што ми е најважно? Најважно ми е никој ќе речат Марија Шерифовиќ зошто ја сакам. Нели сме дебатирале многу често со моите дома. Марија Шерифовиќ е човек кој што настрана од тоа каква е, приватно и така натаму, таа е некој кој што пее од душа, барам за мене. Секој тон е тон изваден од овдека. Тоа е она што го видов јас кај тебе. Не е ова не скромно, нели јас ти кажувам сега на вистина го мислам тоа. Не сум ја музички образувана за ти кажам тоа дали мене ми звучи одлично, но тоа да те допре до душата е нешто што не умее секој. Да. Тоа е затоа не мора да си музички образован. Точно. Да не звучам како дека се фалам сега себе си, нели? Многу од гостите ми викаат дека стварно пеам од душа. Да, точно е. Пеам од душа и уживам кога пеам од мала. Од како памтам за себе, јас сум сакала да бидам пеачка и еве, фала Богу, станав пеачка. Да. Глеј сега, кога се спремав за оваа емисија, сватив дека ти си завршила економски. Да. Како? Јованка, економски? Што заврши средно? Ај са кажи ми, са економско. Тутунски техничар. Леле. Ај чекај од почеток. Почна со дете, така? Откако знаеш за себе, велиш сакаш да бидеш пеачка. Пееше по дома, нешто им правеше концерти на твоите? Добро. Во тоа време, нели, нашите родители се знаеше до 2:30 се на работа, ние завршувавме порано од школа, си доаѓавме сами дома. Среќа Крушево, нели, мирно место, помалечко, и од школа не носеа и не враќаја. Така. И јас знаев да земам чешел, пенкало. Што ти се најде? Да се качам на столче кое што ми беше бина, бидејќи бев сама дома и можев да да експериментирам. И си пеев. Значи и пред огледало пеев. Од како знам за себе, тоа ми е дека сакам да бидам пеачка. Добро, твоите те натера да се запишеш во, како речеме, тутунски? Тутунско, да. Тутунски, да. Тутунско средно. Тутунско, уствари... Што учите во тутунско? Иш не ми е. Учевме за тутун, за како се прават цигари, како се обработува тутун. И што можеш да бидеш со тоа тутунско средно? И сега ништо. Сега ништо? Еве, никој да не знае, татко ми дојде и вика, те запиша, вика, во... Тутунско. Тутунско во Прилеп. Викам, добро, а зошто? Леле. Па затоа што чичко ми тогаш работеше во Монопол, тогаш беа одлични платите таму. Да си се средиш таму, да ти биде лесно. И така беше тоа. И ете, тутунско, добро, меѓутоа убаво ми беше средното. Да? Да. Убави, пријатели, другари. Да, а ја многу сакав, значи, да бидам, да се запишам или на музичко, или на книжевност. Многу сакав да читам книги тоа време. И ете, сега како мал недостаток ми е што мислам дека нема музичко образование. Тоа ќе те прашав следно, добро. Да, сум одела неколку пати на приватни часови, која ќе почувствувам дека имам таква потреба. Ма мислам дека
Може ќе беше подобро ако имав Да. музичко образование. Не му кажа ништо на татко ти зошто во Тутунско? Не. Не. А ја гледа таа желба, ја гледале веројатно таа желба, ама не мисле дека е толку сериозно. Најверојатно, ама тие времења сега кои... Да. Сега ја како родител сум поинаква, а нашите родители беше едно друго време кое што беа поинакви, нели? Да. И потоа зошто не економски? Зошто тогаш не се одлучи да отидам во музичко? Па што не можев да одам без... А, не можеш без средно, да, така е, да. Економски, бидејќи во Прилеп. Учев и Имаша? средно, и на факултет. И тој ми беше убав еден студентски живот. Сакам да ги поздравам еве сите што ме гледаат. Имавме преубав студентски живот, значи една дружба. Па скоро во секој град во Македонија имаме Пријатели. пријатели. Да. И сега ти помага нешто економскиот факултет во ова твое менаџирање на сопствената кариера? Не баш. Може би некои работи, да, нешто сум запамтила. Добро. Меѓутоа, повеќето нема баш некои допирни точки. Да. Спомена дека имаше потреба, или имаш сега потреба, чувствуваш потреба од тоа дека имаш недостаток од музичка наобразба. На часовите по пеење, веројатно не можеш да го добиеш она што ти треба како музичка наобразба, Да. што го би го имала. Ако, например, одеше во средно или на факултет. Сигурно. Ќе Така ми е. улеснеше за некои работи, меѓутоа, сега веќе имам толку години искуство пеење, така да... Да. Да, и кога одам на часови, кога сум одела на часови, тие работи ги применувам Да. и сето тоа ми помага. Да. Што ти рекоа кога одеше на часови, да Па речеме? вежбавме, не, вежбав... Вежбаше пеење, соло пеење. Не соло пеење, Не соло, значи основните да, начини. Најважното, нели, Аха. вишењето на диафрагма, обликување на вокали, сето тоа. Аха. И тоа помага по тоа. Помага. Помага. А ако добро го преминуваш, веројатно. Да. И сега добро, ти во тој период на основно, средно, факултет пееше воопшто? Кога пеев во хор. Значи добро, во само хор во од хор петто деление. Тоа ми е Добро. рај за душата. Така. Кога одам на хор. За жал последнава година веќе не можам да одам, се извинувам, во Мирчацев бидејќи немам кога. А Мирчацев беше? Да. Супер. Да, и хорот сака една редовност, една дисциплина и поради тоа не можам да одам. А ми недостига и се надевам кога ќе имам повеќе слободно време, повторно ќе се вратам. Така е. Добро, и потоа кога дојдоа настапите пред... Уште во Прилеп кога бев, Добро. прв соло настап ми беше во средно кога бев. Професорката Тања, сакам да ја поздравам ако ме гледа, од Ниш. Ме препозна како талент и од прва година јас сите години пеев соло на патронатот на школата. Добро. И првиот настап нема никогаш да го заборавам, како застанав укочено, значи таму е публиката, професорката е таму, ја една коса позиција. За да не гледаш никој. Само професорката ја гледав и ми се тресеа нозе. И после сите ми викаат многу убаво испеа, јас сето тоа ми беше Стрес не виден. Стрес, да. Ама убаво. После веќе со тек на време, па учествував на Азафест имаше тогаш, па на Мелфест добив прва награда, па дојдов во Скопје и почнав да пеам. Со една блузерска група исто од Прилеп, Crossroad Blues Band пеев бек вокали. Чекај, тоа кога беше во Прилеп Во или? Прилеп Во кога Прилеп. бев, да. А кога дојде во Скопје, со кого пееше? Кога дојде во Скопје, првично бев кај Калиопи, Аха. Да. Пееше со скањак бек? бек вокали, да. Одлично, добро. Не се продолжи понатака со работката и јас почнав да пеам по Настапи, по кафичи. Да, со забавното почнав. Да. И кој те викна прв? Еве, кај отиде прва? Кој те викна тогаш? Се сеќаваш во кој кафич беше првото искуство во Скопје? Не се сеќавам. Добро, нема врска, како да е. Леле, многу беше, да. А имаше бенд со тебе или имаше некој кој што те придружува на клавиатури како што беше на ова? Не, кога почнав да пеам со Арчи, Аха. бидејќи се знаевме претходно од Милфест во Прилеп и така почнав со него по свирки. Вокали, добро. Да. И многу брзо учев репертоар. Да, тоа Значи, ќе те по прашав цели денови следно. учев песни. Да, многу брзо ги учев песните, затоа што уживав кога пеев. Првите настапи нормално имав трема, а потоа ја надминав. Мислам така е. сега, сепак веќе на настапи немам трема, на телевизија малку имам. Сега имаш трема? Не знам, малку може. Малку може би, да. Кажи ми сега, кога што се однесуваше до репертоарот, кој репертоар беше? Не беа народни секако тоа песни? Не. Добро. Значи беа македонски евергрини, XU Добро. и странски. Со тоа што до ден денес го имаме тој проблем, ние што пееме забавно на матрици. Зашто пеам на матрици? Затоа што
ме викаат некаде колеги, некаде ме викаат домаќините што слават и колегите не ги знаат тие песни да ги пеат, а јас сум пошла да одработам, нели? Така е. И со матриците јас сум сигурна дека кога ќе Дека ќе појдам биде ќе како што испеам. треба. Да. Така е. Дека ќе го исполнам тоа што ние сме се договориле. И навистина е голем проблем зошто немаме македонски матрици од времето на Скопски фестивал, од времето на Макфест, бидејќи секој колега тоа не знае да го свири, и ја не можам да го испеам, нели, ако не го свири. Ако не го одсвири, така е. А за разлика од нас, па странците, значи буквално Тина Тарнер кога пеам, бек вокалите со Тина Тарнер, Аба, бек вокалите од Аба, значи ги пуштаат. Сакаш да кажеш дека е многу подобро кога би имале такви матрици за помош на сите вас кои Да, и многу би олеснало затоа што јас секогаш прво почнувам со македонски песни. Забавни. И многу кога сега и помладите деца, кога тоа би им било подостапно, Така е. Ќе биде дома ќе си вежбаат, едноставно Така е. на караоке ќе си вежбаат или се собираат на караоке забава, зошто да не пуштиме македонска музика. Да. Да. Имаме преубави. Така е, кога сме кај тоа, ти се допаѓа. Јас сакам сите овие нови, нели, пошто имаме нешто раздвижување во однос на тоа дека македонскава музика треба некако да ја ставиме и да се даде пиетет, да го добие вистинското место. Каков тој е твојот впечаток? Еве, секојдневно си на настапи, не можеме да ги натираме веројатно младите да се вратат од Теа назад. Ох, кај Теа се застанати и кај Аца Лукас. Да, и јас тоа постојано се расправам, значи ајде да не откривам сега детали од домашни моменти, буквално баш, еве. Треба да се слуша текстот во песната. И според мене, сега не сум компетентна, има кој тоа комисија, треба тоа да се среди, меѓутоа треба да имаме заштита и мислам дека треба да има една цензура што оди во етер. Какви текстови, каква музика, бидејќи музиката или ќе те расположи, или ќе те оне расположи, ама кога правилно ќе се слуша една убава музика, тогаш човек се менува во себе, прави една убава слика. Зошто да немам и сега тоа се трудам преку песниве што јас ќе ги снимам, до толку имам мојки, нели, да можам, бирам текстови да бидат секогаш позитивни. Да не биде тоа лоша вибрација. Да не биде лоша вибрација, бидејќи звукот буквално е баш вибрација. Така е. Зашто избра народно во сите ово? Ајде, јас вака да те донесам, па после ќе се враќаме кај како почна во приказ. Никој да не знае. Никој да не знае, кажувај. Со забавното веќе се намалуваше работата. Почна да ме бараат колеги да пеам и на свадби, и на приватни забави. И мораше да учиш народни песни. Да. И научив народни песни, и се уште учам. И многу ми е убаво кога ги пеам, бидејќи гледам луѓето се веселат, јас сакам многу да ми се веселат кога се луѓето кај мене на настап. И ете така преидов во народно. И поисплатливо е. Поисплатливо е. Искрено. Искрено, да. Кога сме кај исплатливост, низ годиниве, како една жена која сама ја менаџира својата кариера, уме ова економскиот факултет да го искористи за да може да се цени или да ја цена другите во однос на цената која што ја заслужува за сето на што го прави на својот настап. Било да е тоа свадба, приватна забава, било да е кафич, па не знам, ресторан. изгледа некако еве до сега успешно го менаџирам. Можеби не најуспешно, можеби можам и подобро. Меѓутоа давам максимум од себе и секогаш гледам да е пристапно, да се договориме со луѓето што би можело, како би можело. Бидејќи некој сака да му пеам, но не може некогаш да си дозволи. Па и ти ја симнуваш цената, ако не може? Па има некои случаи кои што го правам тоа искрено. Затоа што ми се драги луѓе и да. И многу ми значи, еве, емотивец. Така е, да. Многу ми е мило кога ќе ме бараат луѓе да им пеам и еве сега се случи и ова никој не го знае, нели? Ме побараја да пеам на 18-ти роден ден на синот и вика ти ни пееше на Крштевка. Аха. И ја викам сум пред 18 години на неговата Крштевка, на незината или неговата не е важно. Неговата Крштевка и бидејќи премногу настапи, значи стварно имам многу настапи, фала Богу. На таа Крштевка се сеќавам, некој не ги памтам. Да. И викам, во тој ресторан беше. Да. И јас се сеќавам буквално. Да, се сеќавам на денот, на вечерта, на се. Да. И ете, баш сум благодарна на тие луѓе и многу ми значи после кога се видовме ни убави разговори си направивме. И многу ми значи што ете сум пеела на Крштевка и ме бараат после 18 години повтор.
Она што го видов, кога прв пат те видов како изведуваш, како пееш, како не забавуваш на тоа пензионирање на моја Мими, да се ја поздравам ако не гледа. Може и ја поздравувам. Да, иако е во Монако, знаеш дека е во Монако, да. Не знам дали не гледа, ама тоа е тоа. Ако не, ќе пуштиме снимка. Ива пензионерка сега може да шета. Може. Да. Ја видов таа енергија, дека сакаш на вистина да не натераш сите да се забавуваме, нели, да не е тоа само еднострано. Ви ја давам, нели, музиката и треба да ве натерам и некако да ја станете и да се забавуваме сите заедно. Иницијатор сум, да. Така е, музиката е првично иницијатор. Меѓутоа, секогаш работата е пола-пола. Добро, значи ако нема фидбек од публиката, јас знам да се повлечам. Меѓутоа, ако видам дека сакаат луѓево да се забавуваат, да се дружат, да се. Тогаш ја буквално се исклучувам и максимално се вложувам во сето тоа и се гради една атмосфера. И секогаш викам дека тоа е пола-пола. Така е. Да. Се сеќаваш на тоа пензионирање? Како не се сеќавам? Добри бевме, така? Така е. Да. Што мислиш, фала ти што им даде на твоите пријателки мене да ми пратат на Вибер, она што го кажа ти или Леле, баш од мај чекам да видам. Да. Сега пред да ја видиме Евтимија Јованова, која што ќе зборува за тебе во некоја минутка, да ми кажеш како ги бираш пријателите, односно што ти е важно да посетува еден твој пријател? Прво, со оглед нели на годините како стануваме повозрасни, стануваме поискусни, нели? Енергетски да се поклопуваме. Тоа е најважно. Да, да има, како да кажам, да има светлина во луѓето. Така е. Да. Да има некако флуид, не оној флуид меѓу маж и жена. Сите имаме лоши денови, добри денови, нели, но сонцето, облаците се појавуваат, ќе го скријат сонцето, но кога е тоа сонце од внатре, тоа ќе зрачи. Така е. Да. Како се запозна со Евтимија? Ајде пред таа да ја чуеме како. О, многу интересно беше тоа. Ајде. Ќе знам колку има. Да имаме се заблагодарувам прво на мама Оле, мајката на Евтимија, која што ме гледала во никогаш не е доцна. Евтимија живее во Германија, не ме гледала. Да. И мајка ѝ се допадна како сум пеела. И рекла? И она не поврза. Да. Да, и така стапнавме во контакт и одма да кажам еве од прво таа енергијата што јас ја спомнувам. Се поклопи, да. Евтимија е една прекрасна млада девојка, многу талентирана, многу музика во неа, многу емоција и многу ми е драго што ја запознав. Знаеш што ќе кажа, немаш појма, така не знаеш. Појма немам. Добро. И реков не ми ни кажувај. Не ти ни кажувај. Да, не ти кажа ни потоа. Ни Евтимија, ни Лело. Не сакав да ми кажа. Готово. Одиме со Евтимија Јованова и ве како таа ја опишува својата другарка Јованка Ј. Здраво, јас сум Евтимија Јованова. Со Јованка се познаваме веќе 6-7 месеци, што може би не е некој долг период, но јас мислам дека и таа се чувствуваме дека се познаваме цел живот. Едноставно, во овие 6-7 месеци што сработивме, мене ме предраго и се надам на уште многу проекти заедно во иднина. Можам да кажам дека е исклучително талентирана, дека е многу лесна за соработка, дека многу лесно оди цела комуникација со неа и едноставно јас уживам кога ние разменуваме идеи и искуства и ете едноставно се зближивме и станавме другарки, можам да кажам слободно. И многу ми е драго што имам таква исклучителна личност за другарка во мојот живот. Може би единствена мана што можам да ја кажам како мана е дека е малку прескромна и не е баш свесна за нејзините квалитети. Она извонеден вокал и таа нејзина енергија може планини да помести. Мислам дека не е баш свесна за тоа и така поскромна е, што може би не е мана, но ете, јас го имам приметено. Сакам да ја порачам да верува во себе, да верува во тоа што работи и смело да се чекори напред во се што ќе има замислено во главата, ќе го оствариме заедно. И сакам да ја прашам дали планира да правиме концерт 2026 и дали правиме албум 2026. Поздрави до двете, се најубаво. Ете, гледа, добро беше. Не беше страшно. Добро. Сега, скромна, вели таа, не ги знае своите квалитети до крај и вели може планини да помести со својата енергија. Дали стануваш веќе свесна? Дали стануваш свесна со... Не се чувствуваш скромна? Да поместувам, се чувствувам и многу луѓе тоа ми го викаат, дека не си свесна колку си добра.
Тоа го кажуваат другите. Значи, мислам дека не треба јас тоа да го кажам. Дали мислиш дека треба да не бидеш толку скромна? Тоа ми е мојабетот. Дали мислиш дека Ау, во ова ми е време многу тешко прашање. дека во ова време во кое што живееме, нели, кога има ајкули кои што јадат, има пирани, има се, ти си на сцена каде што мораш да се избориш за своето место под сонцето, како велат. И сега скромноста не знам колку е добра особина, искрено, вака најискрено. Јас можеби и сега не го очекуваш ова, ама ајде. Можеби и не, меѓутоа што е најважно? Јас сум таква. И јас сакам да останам таква. Таква. Да. Зошто да се менувам? Затоа што ради ајкулите? Не. Јас сум таква. Фала му на Бога. Кога бев млада сакав да снимам песни, да снимам спотови, Добро. да одам по фестивали, одев, ама тоа беше се некако на стила, туркав. Да. Сега самото се отвори. Самото се случува, Да. без да посакувам. Посакувам, значи Така е, да, меѓутоа ама веќе не мислев така. дека готово, веќе сега веќе годините ми проаѓаат, тоа се прави кога си помлад, ама сега мене тоа ми се отвори. Сега небото, Господ, Бог, универзумот, енергијата, сега тоа ми го дава. Значи, не знам скромноста дали е мана или е доблест. Да. А во на последното, ајде да откриеме сега. Дека народнава пејачка која што живее за забавното, ќе направи веројатно и албум. На забавна песна. Најверојатно ќе направи албум, да. Со Евтимија веќе имаме една снимена песна, ја најавувам. Во јануари треба да снимаме спот, здравје Боже, и февруари се надевам дека ќе биде спремен да го пуштиме спотот со песната. Песната е преубава. Балада е некоја или не? Па да. Да. На некој начин, Добро. ама да, И сега како соработуваш со некој што е во Германија или кога беше таа тука беше соработката? Како снимате? Лесно. Ајде како? Лесно. Сега има интернет. Добро. Се праќа преку интернет. Аха, ти ќе снимиш некаде и праќаш, така некако да работите. Да, она сними, па преслуша. да, па се монтира. Лесно е, сега се имам интернет. Сега си Да, може. и кога снимавме едно зборче не беше окей, па и го прати, па иде викам слушај, не, тука треба, така, окей, го преснимивме сега, окей, така. Кога се сака се може и се е лесно, значи, тоа викам кога ќе дојде вистинско време, кога ќе се поклопат енергиите. Бадијала, јас можам да поместам планина, ама што после? Треба да ме боли главата, треба да ме боли грбот, треба да ме боли се. Кога се ќе се отвори, тогаш оди се со лесно. Добро, ќе уживаме заедно во што љубов беше. Дајте, Така може. си пратила? Може така? Да. Може, Имаме може. джингл еден да се намеси Јуанка Јо и да уживаме заедно. Што ми вети, беа само празни зборови. Се што ми рече, за 2 дена го одрече. Зар имаш лице пред мене да излезеш? Зар не се срамиш во очи да ме
promenam. Za 2-3 dena znam povtorno ke dođaš, pa ke me moliš, no veke ne ti prostuvam. Zar imaš lice pred mene da izlezeš? Zar ne se sramiš vo oči da me pogledneš? Do koga vaka lagi i vetuvanja? Dosta je veke, nećam ništa od tebe. Što ljubav veše, cela ta ja potrošim. Zaludno veše, mladosta ja ostavim. Da možda Bože, da go vratam vremeto. Se da smenam, se da promenam. Što ljubav veše, solza ne mi ostana. Zaludno veše, život od mi pomina. Da možda Bože, da go vratam vremeto. Što da staram, da te zaboravam. Što da staram, da te zaboravam. Верувам дека уживавте заедно со интерпретацијата на Јованка Јо. Сега ќе кажеме како и дојде до таа награда за интерпретација. Всушност оваа беше таа наградината, Да, така? на Валандово Да. оваа година и многу драга награда, затоа што посебно во жири беа Еминентни луѓе. да. И многу емотивно го доживеав. Добро. Ама оваа приказнава нешто твоја или? Не. Не? Тоа ќе го прашате Пепси. Аха, негова е. Негова е, да. Томислав Коцевски Пепси, автор Аха. на музиката и текстот и убава е песната. Да, меѓутоа некој теми ја во мојата глава ги надминав. Аха, добро, супер. Знаеш што не ми е јасно? Не ми е јасно до кај стигна, не се сикам, са кажи ми само во Македонски идол. Мислам дека беше до трети или четврт круг. Добро. Бидејќи тогаш бев со ќерка ми, која што беше бебе. Добро. И знам само последно дека стварно се чувствував многу уморна, бидејќи не спиеше цели ноќи детето. Нормално се беше променето. И до тука стигнав. До тука. Да, ама беше убаво едно интересно доживување, бидејќи бев мајка со бебе, а таму беа сите деца. Деца, така е. Па им беше интересно, па доаѓа, задеваја, па си играа со неа. И морав да имав и помош, нели, додека пеам. Да го чува некој Да, бебето. беше тетка и беше една пријателка и тоа беше некако еден многу голем напор, меѓутоа убаво искуство ете во животот. Така е. Кој те натера за никогаш не е доцна? Сама. Сама? Сама. Тогаш дошол мигот? Тогаш сама, да. Аха. Предходно ме тера, меѓутоа не се чувствував спремна дека да. сегам додам и се разбудив едно утро и викам сега е моментот. Отварање онлайн пријава и сето тоа. Се пријави. Да. Добро. Видов, нели, видеа има, па на никогаш не е доцна, сосем случајно или намерно, не знам, Тијана беше во едно од нели Да, тие жири да, комисија. првата емисија. Да, и ја расплака од прво помашко, како велат, и потоа што се случи? Дојде до финале? До полуфинале. А, дојде. до полуфинале. До полуфинале Што дојде. беше гретата по тебе? Што се случи? Не знам. Не, Не знам. Обично македонците во тоа да, шоу... имаше многу добри вокали таа сезона и стално скоро има, меѓутоа таа сезона стварно имаше многу добри вокали
И не знам, едноставно не ми е криво што не влегов во финале, бидејќи како мајка, во тој период мојата ќерка се запишуваше во средно и како испадна јас тие денови доколку влезе во финале, немаше да бидеш тука. Немаше да бидам тука, а беше многу важно да бидам тука. Имавме некои пропусти во документи и морав да бидам тука и многу ми е драго што не влего во финале. Па да, бидејќи пејачка сум, поважно е некогаш во животот ова другото. Прво ми е што сум мајка. Така е. Да. И тоа ми беше, викам, и да, ако сум помислела дека треба ми е криво што не влегов во финале, значи сега сум на чисто дека не ми е криво. Не ми е криво. Да, и цела таа приказна, цела таа еден животен пат, една животна епизода од мене во никогаш не е доцна што ми се случи. Јас сите промени, јас сум стварно преблагодарна. Таму си рекла, че како беше сега да не изумам, ќе направам промени, сакам да станам подобра личност. Да? На што мислиш? На себе. За себе самата? Да. Добро. На себе да станам подобра личност према себе. Еве, можеби тука овој момент што сега претходно ме праша. Да, скромност, дали, што, како? Да бидам прво подобра личност за себе, бидејќи ние како мајки, како жени воопшто на Балкан, во Македонија, умееме многу да жртвуваме од себе и после ни е навистина многу тешко, меѓутоа само треба да станеме подобри кон себе и да оставиме малку и другите нешто да си изработат. Добро. Што ти донесе никогаш не е доцна? Пред да видиме твоја Лела, да видам што ќе кажеш. Што ми донесе? Ми донесе многу повеќе настапи од тогаш? Повеќе настапи. Првично кај мене се променија многу работи во мајндсетот, во менталниот склоп, само довербата најмногу ми се зајакна. Да. И кога се и не можев да се доживеам, претходно сум била на некои фестивали, нешто, па и не е толку така важно забележано. Да. Меѓутоа кога се гледав јас дома и се гледам ја на екран, се пуштав и викам се доживува во едно ново светло. Си ја виде промената и преку телевизор. Да. Одлично, добро. Спремни сме за Лела твоја? Може, ајде, двај чекам. Ајде, Лела Рајхл, така беше? Да, најголема поддршка и Лела ти благодарам. За се? За се. Добро. Баш за се. Ајде да чуеме што има таа да каже. Од кога ја познавам Јованка? Па некои 8-9 години. Може би почна случајно, меѓутоа тој некој флуид што се створи меѓу нас, доведе до едно искрено, квалитетно другарство, пријателство. Како би ја опишала Јованка? Сега се ќе биде субјективно ако кажам. Прекрасна личност, полна со доблести, голем другар. За пењето не сакам да коментирам, нема што да кажам. Уживање ми е да ја слушам. Сега ако има и некоја мана, најголемата мана е што е некогаш премногу добродушна, премногу наивна, како да не е за ова време. Што би ја прашала Јованка? Би ја прашала каде е границата, каде е лимитот. Мислам дека ќе биде тоа многу високо. Поздрав, Јованка! Ајде сега, имаме минутка за одговорот на незиното прашање, за одговор на ова наивна, дали се чувствуваш така, и уште јас едно прашање и уште со песна завршуваме. Ми викаат луѓе дека сум наивна, меѓутоа јас сакам да останам каква што сум, бидејќи мирно спијам. Да. Добро. Да, може би делува така, може би не е во ова време истото што го рековме нели во Ајкули кога гризат, меѓутоа јас сум таква, еве, и со тоа што сум таква сега се отворија работите. Значи може би така треба да останеш. Да. Каде за Сакам да останам автентична на себе. Добро, а ова со границите? Па не знам до каде се на музичката кариера, веројатно. Па мислам дека така е, разбрав, да. Не знам до каде се ќе видиме, до кај ќе оди. Не знам од сега. Сега веќе се отворија работите. Се отворија. Да. Добро. Само нивото е лимит, па ќе видиме. Солистички концерт ќе има. Леле, тоа многу сакам. Нели? Тоа многу сакам. Па тоа ми беше прашањето. Каде се гледаш себе си за 10 години од сега? Можеш да се видиш? Во солистички концерт се гледам. Добро.
Се И гледам. 2-3 албума до тогаш. Дај Боже. Па 10 години се, не зизај. Може, може тогаш може. Кој ден годишно. Секој нов ден ти благодарам за искреноста, посакувам сите желби и уште по некоја друга нова да се исполнат. Микрофонот е твој и уживаме со секој нов ден за крај. Секој е добро и среќни празници, нова среќни година. празници, така е. Секој нов ден, среќа ќари, вечна борба, не е лесна. Биди само свој, љубов дари, а на усни имај само песна. Жар во гради мој, нека тле, кротки сништа да се ројат и од птици пој што се пее, деној среќни да се бројат. Уживај во животот, цени се што ќе ти дари тој, магија или судбина, прекрасене и само твој. Уживај во животот, гушни го за секогаш ти. Сонувај и верувај, идат нови подобри дни. Секој нов ден нека сјае, мисли ведри, да не вода и во душа мир нека трае, желби среќни